УНЕСКО и традицијата за четерсе на Штипскиот исар донесоа и кинези. Ова е интересен обичај. Прв пат гледам вакво нешто. И јас фрлав каменчиња. Вековната традиција на штипјани за искачување на исарот и фрлање каменчиња стана особено атрактивна од оваа година, откако УНЕСКО ја стави под своја заштита. Морам да кажам дека патот не беше лесен. Долго време се работеше на пополнување на апликации, на истражувачки приод, на голем број на содржини кои што беа неопходни да влезат во самата апликација. За оваа прилика фондацијата Лерит се подготви специјално. Кувавме 10.000 пакетчиња со по 40 камења, исто така и 10.000 флаери. Сето ова го делиме на сите граѓани кои што дојдоа денес на исарот, се со цел за да се запази легендата на 40 и да го одбележиме денот на пролет. Што всушност се прави на овој ден на исарот? Собира 40 камења, од кои што 39 се фрлат кон бреганца, 40-тото младите го чуваат, го стават под перница да го сонуват својот иден брачен партнер. Ова со најголем елан го прават младите. Секоја година доваѓам на исарот, фрлам 9 камења, а еден оставам. И по патот се поздравувам со 40 луѓе. Тато фрламе каменчиња, 39 фрливме, едното го ставиме во џеп. Празникот го слави цел Штип, но особено за свој го знаат и сарчани. А ова се колеги тука, собраме се, секоја година така со луѓе, со народ, нема ден не да се промаши. Нека и врне, нека дешавало се некој да заврни снег. Ама така, седеле сме. Важно убаво се минеме тука, кај него оне газда, оне царец, значи петка е. И се во ова, во чест на 40 маченици од Севастија. 40 маченици кои го дале својот живот за својата вера, не жалејќи се себе си, се пожртвувале и злосторнички биле погубени. Инаку, денешниот ден уште е познат и како младенци, кога оние кои стапиле во брак меѓу два празника ја слават љубовта и стартот на заедничкиот живот.